Добро вечер, уште едно издание на емисијата Избори 2016. Овој пат со нас господин Драган Петковски, кандидат за пратеник од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, наш сограѓанин, советник и председател на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН овде од Куманово. Ви благодарам што се озовте на поканата и се надевам дека успешно ќе ја презентирате програмата овде пред кумановската јавност. Благодарам, добро вечер и на вас и на вашите гледачи. Она што овој пат нудите програма реално, навистина може да се каже една широка програма на над 500 страници. Кои се клучните проекти кои се опфатени во програмата, конкретно кои се однесуваат на подобрување на животниот стандард на граѓаните? Значи, подобрување на животниот стандард на граѓаните е еден од врвните приоритети на партијата ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Тоа подразбира дека се превземале и ќе се превземаат повеќе мерки од разни области, повеќе инвестиции, повеќе работни места за подобрување на животот на секој од граѓаните на Република Македонија. За таа цел ќе продолжиме со реформите, мерките и политиките за поуспешно водење на бизнис, зголемување на поддршката на домашните и странските предпријатија, преку политика на ниски даночни стапки, ниски трошоци за формирање и обстојување на фирмите, полесен пристап до финансиски средства, значи поевтини кредити, поевтини грантови дури за определени средства, директна финансиска помош на фирмите кои што вложуваат во нови инвестиции, се со цел за отварање на нови производствени капацитети и со тоа отварање на нови работни места, намалување на невработеност, а со тоа и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Понатаму ќе направиме и правиме поддршка во земјоделието преку субвенции, се повисоки и повисоки субвенции, што никогаш нашиот земјоделец не ги имал порано. Потоа грантови за набавка на земјоделски машини и опрема во земјоделието. Понатаму поддршка на младите да добијат собствен дом. Значи, една од тие акции е и проектот Купи куќа за млади, со кој што возможуваме на младите на полесен начин да дојдат до собствен дом. Поддршка во пензионерите за преку големување на пензиите и разни проекти кои што ги се офатени во програмата. Да, се офатени во програмата како банско лекување бесплатно и така натаму, бесплатни превози, подобрување на стандардот на вработените преку зголемување на платите во јавниот сектор, како и зголемување на минималната плата во приватниот сектор. Така, мора да ги споменеме и бројките кои што нели се кажуваат на митинзите и она што ве претходно ве имаме слушано е 10,25% за платите, 10,25% за пензиите и 50% социјалните трансфери. Да. Така опфатено во програмата. Да. Тоа се конкретни бројки од некој досегашно искуство. ВМРО-ДПМН секогаш ги остварува тие бројки кои што ќе ги даде во програмата, така да мислам дека и овие бројки што се сега проектирани и сега предвидени во програмата дека ќе се остварат. Понатаму се прават и крупни инвестиции во патната, енергетската и комуналната инфраструктура, подигање на квалитетот на здравствените услуги, исто така влијае многу на животниот стандард, на тамошните инвестиции во образованието, потикнување на иновации и примена на нови технологии во производството, заштита на животната средина, инвестиции во култура, спорт, спортска инфраструктура. Значи, се тоа мерки и сфери кои што влијаат на подобрување на животниот стандард на граѓаните. И ова се само дел од мерките кои се предвидени во новата програма, се со единствена цел, значи подобрување на животниот стандард на жителите на Македонија.
Она што е клучно во овој период, односно она што е клучно во рамките на програмата е токму рестартирање на стопанските капацитети, жртви на транзицијата, она со кое што се борите со политичките опоненти овде во изборната единица 2, една од мерките кои што, да кажеме, ги привлекува кумановските граѓани, пред се стечајците и оние кои што остана од фирмите кои се затворија во изминатиот период. Тоа се 9 кумановски фирми, Житомел, ги знаат повеќето кумановци, веќе се кажуваат. Значи, едноставно прашувате каде е Куманово во новата програма. Да. И што бе конкретно предвидено Значи, за Куманово? едноставно можам да кажам дека Куманово во новата програма на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобрна Македонија е ставено во топ приоритети. Значи, како никогаш до сега има многу мерки кои што се предвидени за Куманово и се очекува бенефитите од оваа програма да се почувствуваат и во нашиот град. Тука нам пред се мислам на мерките кои се предвидени на глобално ниво, а кои мерки ќе донесат посебен бенефит на нашиот град, а исто така и на директните инвестиции во самото Куманово, кои овој пат се навистина во голема количина, како по број на проекти, така и по вредноста на тие проекти што се предвидени. Од досегашното искуство гледаме дека ВМРО ДПМН своите ветувања во програмите реално ги остварува, така да очекувам и овој пат дека тоа ќе се случи, што посебно ќе се рефлектира во Куманово. Една од најболните точки во Куманово, економијата, во новата програма има посебен третман за токму овој дел. Како прво, и може би најзначено во оваа програма, е изградба на технолошка индустријска развојна зона Куманово, со што конечно ќе се создадат услови за влегување на некој странски инвеститор, некои странски инвестиции во Куманово, за бенефитите од една ваква зона и од едно вакво влегување на инвеститор во Куманово, не треба многу да се зборува, на сите им е јасно што носи сето тоа, и директно и индиректно. Тука би го спомнал и проектот што и вие го спомнавте, рестартирање на пропаднати стопански капацитети. Ние ги нарековме тоа жртви на транзицијата, која што програма посебно се однесува на Куманово, бидејќи Куманово е можеби град кој што е најповеќе погоден од ова што се случи со производствените капацитети. И реално бенефитите од овој проект се наменети особено за Куманово. Со проектот се опфатени следниве кумановски фирми: Кожара Куманово, Тутунски комбинат Куманово, Житомел, Кланица и ладилник Куманово, Сточарска фарма село Речица Куманово, Кен Куманово, Искра Куманово, ФУЦ Куманово и Житонама Куманово. Пакетот мерки во зависност од понудениот бизнис план за секој што ќе се одлучи да рестартира една од овие фирми предвидува следно. Значи, за секое ново оформено работно место во таа рестартирана фирма, оно што ќе рестартира фирмата добива по 2000 евра за секој работен. А доколку лицето што ќе го вработи има третман на стечен работник, тогаш добива 4000 евра неповратни средства за секој вработен. Ако направиме пресметка, тоа е отприлике 4000 евра е повеќе од една годишна плата за тој вработен. Понатаму, инвеститорот добива грант, значи неповратни средства од државата, во износ од 10% од вкупната инвестиција, а најмногу 500.000 евра. Значи, ако инвестицијата е, да кажеме, 4 милиона евра, државата му дава грант од 400.000 евра неповратни средства, што исто така не е мала сума. Понатаму, оно што ќе инвестира во ваков капацитет добива ослободување на данок од добивка во период од 2 години.
Добива ослободување од плаќање на персоналниот данок и социјалните придонеси за 3 години за вработените. Добива бесплатна обука, преквалификација и професионално усовршување на ново вработените. И можам да кажам дека секој оној кој што се занимава со бизнес и малку е навлезен во овие работи, веднаш знаеш што значат овие работи и колку ќе се олесни работењето за средства кои што после може да се заштедува средства и сигурно дека многу од постоечките бизнисмени ќе се одлучат за една ваква инвестиција. Особено што меѓу бизнисмените, барем до сега, имаше поплаки, да ги кажам така, дека странските инвеститори имаат подобар третман од домашните. Значи, со една ваква програма, а и со програмата што подоцна ќе спомнам за рурален развој, домашните инвеститори добиваат ист третман, исти бенефиции ги добиваат како што ги добиваат и странските инвеститори. Така да, сигурно, многу домашни инвеститори ќе бидат привлечени да вложат и да развиваат производствени капацитети во самата Македонија. Дали постојат и други проекти кои што се така клучни за Куманово, кои нудат поволни бенефиции за одредени категории, со кои што навистина ќе се забрза економскиот развој овде во нашата средина? Значи, за Куманово особено би бил интересен можеби проектот Рурални развојни зони, кој што проект предвидува даночни и други ослободувања за инвеститорите кои што ќе се одлучат да инвестираат во проекти во некој од руралните подрачја на Република Македонија, офатени со овој проект. Значи, еве ќе набројам некои од бенефитите што ќе ги добијат. Например, со овој проект се предвидува ослободување од данок од добивка, социјалните придонеси и персонален данок во период од 10 години за оној кој што ќе инвестира. Ослободување од плаќање на надомест за уредување на градежно земјиште и комуналии за инвестицијата. Продажба на неизградено државно земјиште по цена од 1 евро за метар квадратен. Финансиска поддршка за изградба на нов објект во износ од 20% од инвестицијата, но не повеќе од 500.000 евра. Значи, ако инвестицијата кошта 2 милиона евра, тогаш инвеститорот ќе добие 20% од тоа, 400.000 евра неповратни средства. Што е навистина значителна сума. Да. Понатаму за секое оформено ново работно место и ангажирано лице од редот на активни баратели на работа, инвеститорот добива по 2.000 евра помош, а доколку тоа лице има статус на стечен работник, тогаш оваа помош излегува до 4.000 евра. Понатаму државата превзема обврска да изгради пристапен пат до објектот, да го среди водоснабдувањето, да го среди снабдувањето со електрична енергија и значи достојни услови за живот таму во тоа. Со овој проект се опфатени скоро сите населени места во близина на Куманово. Значи, условот е да населеното место да е оддалечено повеќе од 5 километри од центарот на општината. А тоа, во принцип, се сите села кои што, дури и Добрашане, што го сметаме дека е рече се дел од градот. Дел од градот е офатено со овој проект. Во овој проект се смета како рурална настапа. Така, она што е клучно во програмата реално со која настапувате на овие избори 2016 се и инвестициите во инфраструктурата, она што индиректно му помага на економскиот развој и на забрзување на економскиот развој, односно патиштата секако ги забрзуваат и протокот на стоки и поврзаноста помеѓу компаниите и достапност на потрошувачи, што конкретно е тука предвидено и повторно со акцент на нашиот град и на ова изборна единица. Значи, нашата коалиција во изминатите 10 години става особен фокус на вложувањата во економската инфраструктура, а ваквата определба ќе продолжи и во наредните 4 години. Ќе набројам само неколку од проектите кои што се од оваа сфера. Например, изградба на автопати.
Во наредниот период се планира довршување на изградба на автопатот Демир Капија Смоквица. Изградба на автопатот Гоце Делчев од Миладиновци до Штип, што е од многу големо значење за цела Источна Македонија. Ќе им се скрати патот до Скопје за 40 до 50 километри. Значи, и трошоците и времето ќе бидат помали западно. Понатаму, изградба на делницата од автопатот Мајка Тереза од Кичево до Охрид. Изградба на делница од автопатот Мајка Тереза од Гостивар до Кичево. Значи, на тој начин ќе биде направен автопат од Скопје до Охрид. Значи, времето на патувањето ќе биде многу скратено. Изградба на автопат од Скопје до Блаце, граничниот премис со Косово. Изградба на автопатот од Требениште до Струга. Рехабилитација на автопатот од Смоквица до Гевгелија. Рехабилитација на автопатот од Неготино до Демир Капија. Значи, паралелно со изградба на нови автопатски делници се рехабилитираат и се реновираат и старите автопати. Понатаму се предвидуваат изградба на експресни патишта, и тоа на Штип Радовиш, Охрид Пештани, Бошков мост Дебар, Штип Кочани, Ранковце, Крива Паланка. Понатаму на регионалните патишта Битола Ресен, Бошков мост Дебар, Кочани Делчево, Крива Паланка, Деве Баир и многу други. И она што е значено за нашиот регион е рехабилитација на на автопатската делница. Тоа го остави за на крај, значи за Куманово е многу значено делот Миладиновци и Куманово. Значи рехабилитација на двата крака на автопатот, значи во моментот е во тек скоро готов е делот од Куманово према Миладиновци, а за 2017 година се предвидува и рехабилитација и на вториот патен правец од Миладиновци према Куманово. Исто така за Куманово се предвидуваат изградба на неколку локални патишта, од кои што би ги спомнал патот Оминдол, Брзак, Агиносел. Значи со овој пат кој што е некаде 4-5 километри во должина, ќе има возможност на жителите на реонот од тој дел од Куманово, многу блиска и многу брзо доаѓање до автопатот. Значи не мора да одат до Куманово па преку Куманово да одат, него директно за 3-4 километри ќе излезат на автопатот, а и селото Брзак ќе добие пат, што досега и немаше скоро никаков пат, или имаше некој земјен пат кој што во голем дел од годината е дури и непреоден за жителите, да. Жителите. Исто така е предвиден изградба на локален пат од Дрежановце према Речица. Со тоа ќе има овозможиме поврзување на жителите од овие два региона, без да влегуваат во Куманово. Значи за 2 километри вака губат сигурно 10 километри преку градот. Понатаму се планира и се изведува модернизација на наплата на патарините, со воведување на електронска наплата на патарините, и во тек е изградбата на наплатната станица во кај Романовце, да. Во делот на водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води предвиден е изградба на фекален колектор во село Речица, инвестиција од некаде цирка 320.000 евра. За во Куманово предвидена е замена на инсталација на водомери со нивно вклучување во далечинско отчитување на состојба на потрошувачка на вода. Ова инвестиција е некаде од 1.500.000 евра. Понатаму за село Романовце е предвидена изградба на канализациона мрежа, со што ќе се реши најгорливиот проблем во село, долгогодишен проблем, минување на отворен канал низ средина на селото.
На овој начин со изградба на канализација ќе се реши овој проблем. Понатаму исто така големи поплаки има од районот на село Пчиња за загадување на водите од депонијата во Краста. За село Пчиња е предвидена изградба на нов водовод, значи на овој начин и тука ќе се реши еден голем проблем. Така да, со овие проекти навистина овој пат излеговте во пресрет на конкретни барања на жителите, она што ние го снимавме во информативната редакција како потреби и барања, сега им се нуди некоја решение за... Целата оваа програма произлезе од граѓаните. Значи, ние прво направивме анкети помеѓу граѓаните, направивме истражувања, што е она што им е најнеопходно на граѓаните и за да го предвидиме во програмата, еве како што гледате, тоа е веќе предвидено, многу од овие проекти веќе се во тек на реализација. Да, како на платната и рехабилитацијата на автопатската делница. Она што исто така беше потреба на граѓаните и бидејќи Куманово е навистина неголема општина, тука гравитираат и други општини, е изградба на ургентен центар и да кажеме одредени опреми во здравството кои што ги бараат пациентите од овој регион, односно од изборната единица 2. Кои се примерките предвидени во програмата реално кои се однесуваат на здравство? Значи и во сферата на здравството во оваа програма се предвидени многу работи. Ја ќе ги напомнам само оние кои што се однесуваат директно за Куманово, мада граѓаните од Куманово ги имаат бенефитите на сите мерки во здравството. Значи како што спомнавте, тука е изградба на сосема нов ургентен центар во општата болница во Куманово. Понатаму набавка на некаде 157 апарати за медицинските установи, општа болница и здравствен дом, делумно. За жените особено значено е набавка на нов дигитален рентген апарат, мамограф, во вредност од некаде 75.000 евра. Така да со тоа се решава проблемот и барањата на жителите од овој регион, односно вклучително не само Куманово, туку и Крива Паланка, Кратови, останатите општини. Проблемот ќе си остане и никогаш не треба да бидеме задоволни, али ќе се решат многу проблеми. Така со ова. Дел од програмата реално е посветен и на развојот на културата, останувате на она што досега е, да кажеме, предвидено во изминатото 10-годишно владење на владачката ВМРО ДПМН и на коалицијата за ВМРО предводена од ВМРО ДПМН и кои се насоките кои што ќе ги реализирате во ова конкретно повторно за Куманово? Проектите од културата секогаш ќе биле така приоритет. И овој пат имаме и доста проекти кои што се однесуваат на Куманово. Така би ги спомнал реконструкција на објектот на театарот на Куманово, кој што исти, како што се сеќавам како дете што сме оделе преку училиште во театар, објектот и сега е исти. Значи не е променет 40 години, ништо не е вложено во тој објект. Значи сега со овој проект се предвидува комплетна реконструкција и санација на фасадата на театарот, промена на инсталациите во театарот, уредување на административните, техничките и работните простории на театарот, реновирање на салата на гледалиштето со капацитет од 270 седишта, како и обнова на сцената. Со ова значително ќе се подобрат условите за работа на театарот во Куманово и оваа вкупна инвестиција е некаде околу 40 милиони денари. Понатаму се предвидува комплетна реконструкција и реставрација на конаците, конзервација на фреските и реставрација на иконостасот во манастирот Карпино, реконструкција на конаците во манастирот Забел. Секогаш останува оној кумановски бренд, така ви го нарекал, и самиот проект е наречен Кокино македонски бренд, со кој што се предвидува промовирање на мегалитската обсерваторија Кокино, како една од најстарите обсерватории во светот. Се предвидуваат низ активности за доопремување на локалитетот, како што се изградба на пристапни патеки, поставување на информативни табли, според светските стандарди, изградба на центар за посетители,
изработка на информативни материјали за локалитетот и така. Тука би се осврнали на она што се однесува на спортот и развојот на физичката култура. Дали се предвидени одредени проекти кои што ќе има бенефит граѓаните? Па би ги спомнал Поклучни. само оние проекти кои што се однесуваат за Куманово, бидејќи си претпоставам дека нашите гледачи најповеќе тоа ги интересира. Значи со оваа програма се предвидени две спортски игралишта, и тоа едното во населба Карпош, а другото во населено место Режановце. И двете со повредност од 5 милиони денари едното. Изградба на 4 мини кошаркашки градишта по разни места на Куманово, изградба на фитнес зона во Куманово. Па тут би спомнали некои од глобалните мерки кои што исто така може да бидат. Значи ќе се доделуваат некаде околу 500 стипендии годишно за млади и талантирани спортисти. Понатаму се предвидуваат мерки за ограничено ослободување од данок на оние фирми кои што се спремни и вложуваат во развој на спортот и на спортските настани, на спортските клубови и така. Значи, наместо да плаќаат данок, може да финансираат одреден клуб или некоја така и да добијат. Тоа досега законски не беше решено, значи сега се предвидуваат некои измени во законот. Така да мислам дека на овој начин спортот ќе се развива и ќе го добија она своето место кое што го заслужува. И повторно се враќаме на оние локални економски проекти, она што најмногу ги интересира граѓаните и она со кое што настапувате на овие избори, со кои сакате да добиете што е можно повеќе глас плюс и што е она што се од карактеристични клучните моменти за локалниот економски развој во програмата реално. Значи, ВМРО ДПМН останува посветено на идејата за равномерен локален и регионален развој. И за таа цел, меѓу другото, се предвидуваат следниве проекти. Значи, за наредниот период од 4 години се предвидуваат отварање на 140 нови градинки, детски градинки во Македонија, од кои што 100 сосем нови и 40 во други просторни услови. Значи, веќе постои објект ќе се прилагода да бидат детски градинки. Од овие 140 за Куманово се предвидени дури 7. Значи 4 нови и 3 реконструкции. Со што ќе се реши еден од најгорливите проблеми со кои се соочуваат младите родители во нашиот град. Бидејќи сите знаеме каква е состојбата и какви се капацитетите на постоечките градинки во Куманово и кои маки имаат младите луѓе да ги запишат децата во овие установи. Да. Понатаму се предвидува отворање на дневен центар за возрастни лица со тешка и најтешка попреченост во Куманово. Понатаму се предвидува реконструкција на пример, на училиштето во Агино село, изградба на неколку училишни спортски сали, санирање на покриви, санитарни јазли, грејења, замена на прозорци, замена на подови во повеќе училишта, сега да не ги набројувам поединечно. Понатаму од локалниот економски развој значено би било реконструкција на хидросистемот Кумановско-Липковско поле, понатаму хидросистемот Зубовце Шупли камен, значи правење брана дополнителни количини на вода ќе добиваат Кумановци. Како и системот Довезенце, Јачинце, Клечовце, со што освен бенефитите во земјоделието како системи за наводнување, ќе се добијат и бенефити со намалување на штетите од честите поплави кои што ги зафаќаат овие реони и луѓето кои што живеат таму имаат доста проблеми со овие. Може да се рече дека во програмата реално има
поголем број на проекти кои што може да вие спомнувте на една пресконференција како посебен дел да се издвои ова, да кажеме, мини програма која што е наменета токму за гласачите од втората изборна единица, конкретно за Ние Куманово. имаме направено некој флаер веќе. Така ќе биде достапен до граѓаните. Да, тој кој што е достапен до граѓаните. И за крај, какви се вашите очекувања од оваа изборна кампања, како ја оценувате досега и кои се пораките до граѓаните? Значи, ова што го спомнавме досега, се само дел од проектите кои се предвидуваат во програмата на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија кои се однесуваат за Куманово. Нашите граѓани веќе знаат дека ВМРО ДПМН е единствена партија која што пред секои избори излегува со конкретна програма каде што се детално наведени сите проекти кои што се предвидуваат да се направат во тој изборен циклус, значи по број, по вид и по цена на чинење, со рокови кога ќе се направат и како, а после секој изборен циклус излегува со отчет за претходната програма, каде што исто така се наведува што е сработено. Ако овие две работи се споредат, значи програмата која што била за претходниот циклус и отчетот кој што е направен по завршување на изборниот циклус, ќе се види дека повеќе од 90% од работите кои што се предвидени во програмата се направени. Значи ВМРО ДПМН ветува и ги исполнува своите ветувања. Мислам дека со ова на граѓаните на Куманово им даваме уште една причина на 11 декември да излезат на гласање, да го заокружат бројот 1 на гласачкото ливче, да го дадат својот глас за ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија и со тоа да овозможат да се реализира една од најобемните програми на една политичка опција во историјата на македонското повеќе партиско живење, може да кажем. Јас ви благодарам, се надевам дека успеавте да презентирате дел од проектите кои што се опфатени во оваа обемна програма и конкретно акцент ставивме токму на проектите кои што ги интересираат нашите гледачи, пред се вашите гласачи во овој период и ви благодарам уште еднашка за одзивот за учеството во оваа емисија. Благодарам и на вас на поканата. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.